Станува збор за минималистичка представа, камерна представа, со два лика. Авторот Ѓурковиќ зборува за соголени вистини. Начинот на кој што ја представивме соголената вистина е преку убавината на сировоста на зад сцената, на бекстејдж. Во јукста позиција, во еден многу интересен, логичен, јубилеен контраст со свеченоста на костимите која што ја носат актерите, мотив на режисерот. И по прашање на јубилеј ја вклучивме во јубилејот на Македонскиот центар на International Theatre Institute, кој што како дел од светската мрежа обележува 70 години на постоење од 1948 до 2018. Така да благодарности за оваквата можност и соработка. Мене ми е навистина голема чест да работам со Нико Горшич, автор кој што е, односно актер, режисер, познат по многу филигранско, прецизна соработка со актерите. Трета работа, голема чест што соработувам со, што би рекле, гемс, со драгулите на актерски на театар Струмица, големите актери Ванчо и Бранко, кои што се одлични како Арсен и како Мартин, кои што на многу богат, нијансиран начин ги соголуваат сите слоеви на нивните карактери и пред се на нивната деликатна врска. Мене ме е посебно драго што овој 35 годишен јубилеј го заокружуваме со петиот чин. Посебно ми е драго што е во режија на Нико Горшич, едно врвно име во бившите југословенски актерски простори. Работата со него не беше многу лесна, процесот не помина многу лесно, убаво. И во целина сум многу задоволен од проектот. И би сакал повторно да дојде, повторно да работи со нас. И би сакал да ја поканам публиката, да дојде на премиерата. Верувам дека ќе биде задоволна и нема да ја разочараме. Како се склопија коцките некој пат, тоа е и некаква судбина, нели? 35 години и самиот проект, самиот пети чин е за двајца актери кои слават јубилеј 35 години. Тоа значи, приватно на нас не се случува истото, на мене и на Ване. Иако во драматуршка смисла ние сме Мартин и Арсен, но значи исто како да сме Бранко и Ване. Дури и начинот на кој успеавме, благодарение нели на Нико и на сите тие водења низ процесот, успеавме толку приватно да ја донесеме представата на сцена, што сами сме изненадени колку некој пат и некои работи ни доаѓаат и тешко да се ги кажеме како драматургија, затоа што приватно ги немаме доживеено.